Симона, ќе ни потврди ли соговорничката дека 2023 досега е најтешката година за македонските пациенти со диабетес? Предпоставувам дека нејзиниот одговор ќе биде позитивен на тоа прашање, затоа што и предматку и пред вклучувањето коментиравме за сите оние предизвици кои што ги имаат пациентите со диабет. Денеска символично го одбравме 14 ноември, затоа што е светски ден на диабетесот и додека во некои други земји пациентите навистина немаат толку многу проблеми со условите во своите здравствени установи, тука се уште ги има. Мојата денешна соговорничка од своји 6 години има диагностициран диабетес и денеска се бори и со предизвиците на диабетесот, меѓутоа и со сите услови кои што или неуслови кои што Македонија ги нуди за оваа група на граѓани кои што се борат навистина долго за да имаат подобри услови, но утрово ќе имаме прилика директно од Тања да слушнеме што е она што во моментов вие како предизвик. Меѓутоа, Тања, ти благодарам што утрово си дел од Македонија на утро. Добро утро и ви благодарам на поканата. И пред малку во студио коментираа, па прашањето е дали 2023 година е најтешка досега за сите оние кои што се борат со диабет. Па, според моето мислење, да, оваа година е најтешка, затоа што долго време, веќе 9-10 месеци, се соочуваме со недостиг на ленти за мерење на шекер во крвта, со квалитетни глукомери за мерење на нивото на шекерот во крвта. Оваа година имаме инсулини, претходните години имавме и таков проблем, меѓутоа за да си има нормална контрола, потребно е да се мери редовно нивото на шекер во крвта, доколку ја немаме соодветната апаратура да се направи тоа, нормално не може да го правиме тоа. Споменав дека вие уште од своји 6 години се борите со диабет, па и тоа од диагностицирањето до денеска, што се има за изодено како предизвик, што од болеста, што од она што се услови во Македонија? Па на почетокот беше шок, нели, самата диагноза беше шок и за мене и за моите родители. Ми беа потребни мене лично 12 години да прифатам дека за жал нема лек кој што ќе направи магично да исчезне диабетесот, дека морам да живеам со него, а потоа ми беа потребни уште 3 години за да сватам за какви предизвици и компликации може да настанат доколку не го регулирам истиот. Потребно е значи да се храниме пред со здраво, редовно да се мери нивото на шекерот во крвта повеќе пати во текот на денот, да се посетуваат редовни прегледи, да се биде физички активен, доколку имаме некаков проблем, да контактираме докторите, да бараме решение или да бараме начин како да се реши проблемот и доколку сето тоа се практикува, животот може да ни биде најнормален и среќен. Како изгледа вашето секојдневие со оглед на тоа што треба да внимавате навистина на многу работи, а и покрај тоа се борите за да успеете да ги доведете условите во подобар ред, така што како изгледа животот со диабетес? Па од моја гледна точка, после 25 години живот со диабетес, јас живеам најнормално, си го живеам животот, си уживам во секојдневните активности, во сите предизвици кои што ми ги нуди. Нормално, постојано водам грижа за себе, го мерам нивото на шекерот во крвта повеќе пати во текот на денот, јадам, се трудам да јадам здрава исхрана, патувам без никаков проблем, нормално, постојано морам да ја водам таа грижа за себе, така да јас лично немам никаков проблем, освен покрај предизвиците со кои што се соочуваме секојдневно. Да, дел од терапијата која што е намената токму за вас, се случува често да нема нешто во Македонија, па да се зема и од други странски држави. Колку е тоа напорно да треба однапред да мислиш дали ќе ги потрошиш резервите и дали се соочувате и вие со такво нешто? Нормално дека е напорно, меѓутоа и стресно, затоа што во другите држави пациентите се знаат дека секој месец ќе се добијат соодветната бројка на игли, на ленти за мерење на шекер, инсулини, додека кај нас, еве јас оваа недела треба да земам терапијата и мене уште од сега размислувам дали ќе ја добијам целосната терапија, што ќе фали, нема да фали. Нормално голем некој дел од терапијата како што се сензорите за мерење на шекер ги набавувам од странство и тоа навистина е голема е маката затоа што мораме од свој џеб да ги покриваме тие пари. Јас можам да си го дозволам тоа, меѓутоа за жал има голем број на луѓе што не можат и зависат од терапијата што ја добиваат во Македонија. Од вашето лично искуство, колку досега сте имале такви ситуации кога снемувате од вашата терапија и стравувате дека можеби нема на време да стигне, па треба да се набави од странство? Колку случаеви досега сте имале така? Па од најголемата криза што имав беше во 2020 година, во декември, кога цел месец не можев да добијам инсулин. Тогаш почнав да ги трошам и своите резерви. Со помош на Facebook групите со другите пациенти меѓусебно се позајмувавме инсулини. Моментално
поголема е кризата за ленти, за игли, за глукометри. Инсулини сега за среќа има. Како ќе се одвива понатаму, се надевам дека ќе добиваме соодветна терапија сите пациенти од најмала до најстара возраст. Издруженијата и сите оние кои што се диагностицирани со диабетес, навистина сте гласни наназад неколку години. Дел од работите можеби се променуваат, дел остануваат исти, меѓутоа што е тоа што вие лично сметате дека прво треба да се промени за да тргнат работите подобро кон сите пациенти кои што имаат диабетес? Потребно е таа терапија да биде достапна, како што кажав и претходно, за сите, од најмала до најстара возраст. Сите да добиваме еднаков број на ленти, еднаков број на игли, глукометри со многу подобар квалитет, затоа што тие што сега ги добиваме навистина не се добри, а вредностите кои што ги мериме има голема разлика од 9-10 единици од вистинската вредност која што имаме, така да потребно е да биде обезбедена терапија за сите. Тања, ви благодарам уште еднаш за издвоеното време и се надевам дека за скоро ќе имате подобри услови. И благодарам и на вас. Тоа беше Тања Шатановска, која што се соочува со диабет од своји 6 години, го раскажа своето лично искуство во однос на условите кои што ги има во Македонија и што е она што недостасува за сите пациенти, па тоа им носи дополнителен предизвик во борбата против диабетесот.